Добар криптоентузијасти, денес успеавме да го снимиме и второто видео за оваа недела, а тоа е World Liberty Fi, токенот, односно Orangutamus pedophileus и крипто би бил подобар наслов за овој видео. Денес, како што знаете и сами, ова е истражување на токен, а конкретно овој токен е, како што ќе видиме од денешното истражување, па скоро се во собственост на Трамп и неговата фамилија, но е битно да направиме истражување каде што ќе видите сите битни карактеристики на овој проект, за да знаете со што си имате да работа, да знаете се што треба да знаете за овој проект на македонски јазик нормално. Тоа што, како што кажавме, ова видео ќе биде достапно во вторник на нашиот канал во склоп на овонеделната програма, каде што прво, како што веќе кажавме, во понеделникот почнавме со уште едно видео од напредниот курс за техничка и фундаментална анализа, а тоа е видеото за економија како оружје. Тоа е мини серијалот кој што го имаме развиено во интерес на нашата заедница, за да видат како Западот моментално ги користи економијата и санкциите како оружје против овие нови или млади држави во светот. Така да, ако не сте го погледнале, погледнете го, зборувавме за сахелските држави овој пат. И плейлиста за сите овие видеа може да најдете на дното на нашиот канал со досегашните 4 видеа. Денес, како што кажеме, World Liberty Fi. Во текот на утрешниот ден очекувате да го обработиме видеото за Chain of Blocks Summit-от, кој што за жал делот со буткампот беше откажан, но тоа не го менува фактот дека на англискиот канал ние ќе го обработиме ова видео како едукативен материјал. Нашата работа и понатаму продолжува, нема некоја голема разлика за нас. Во четврток лайвстрим, каде што ќе разговараме за геополитика и крипто, имаме многу интересни вести, како што веќе кажав, член на нашиот канал ни даде многу интересни информации во однос на потенцијална нуклеарна ескалација или би рекол подобро што доколку во било кој од овие сценарија е уклучен и избогатениот ураниум на Иран, но за тоа малку повеќе во четврток, каде што ќе разговараме се што е поврзано со геополитика и крипто, поради тоа што гледаме дека има потенцијално голема шанса за старт на втора рунда од оваа ескалација. И сабота имаме Patreon Gimidžija livestream, каде што ги одговараме прашањата на сите членови на нашата Patreon заедница. Доколку не сте, станете дел од Patreon заедницата. Линк до истата може да најдете во дескрипција на секој од нашите видеа. И во недела овој livestream, каде што ги одговараме сите прашања, ќе биде доставен на YouTube за целата наша заедница. Кога станува збор за англискиот канал, уште еднаш ќе напоменам, тоа е Crypto Economics на YouTube, може многу лесно да го најдете. Имаме социјални мрежи како на македонскиот, така и на англискиот, на Twitter, Facebook, Instagram и Threads, со тоа што од сега па натаму очекувате барем еднаш неделно да имаме нов пост со едукативно видео или пак некој од видеата на македонскиот канал преработени на англиски. Би ви препорачал, доколку не сте следели до сега нашата едукативна програма, да ја проследите на англиски, доколку знаете јазикот, каде што нормално ќе биде апдейтирана со најнови информации и преработена за англискиот канал, кој што е паралелно воден со македонскиот. А за оние кои што потенцијално не знаат како го правиме ова, значи идејата за анализа на коини и токени е доста стара на нашиот канал, работиме повеќе од 2,5 години моментално, со тоа што досега имаме вработено повеќе од 122 различни коини, ова е 123-тиот, каде што ги бираме по ваш избор, најчесто има ваков тип на постер на нашиот канал, каде што вие практично давате предлози во коментар, а ние гледаме кои од тие предлози се најпотенцијални и нормално според тоа практично одлучуваме и ви даваме блок за гласање и според тоа нормално се одлучува кои ќе бидат практично следните неколку коини во обработка, со тоа што, како што веќе спомнавме, се уште има уште некои коини кои што треба да ги обработиме пред да направиме нов ваков постер, а тоа се Conflux, Telcoin, Centrifuge, потенцијално ќе го разгледаме World Mobile Token и нормално денешниот World Liberty Fi, за кој што имаше огромен интерес, со тоа што како ги истражуваме овие коини, ги истражуваме со одговарање на овие 6 групи на прашање. Нормално ова е наша лична анализа, развиена со годините како дел од овој пазар, и на тој начин се обидуваме да ви дадеме една целосна слика за тоа се што треба да знаете за секој од овие проекти на македонски јазик, нормално како почетна анализа на истиот, а понатаму оставаме на вас да ја развиете истата. Со тоа што дополнително сите претходни видеа за досегашните видеа кои што се направени конкретно за анализа на коини и токени, може да ги најдете во нашата плейлиста анализа на коини и токени на нашиот YouTube канал, каде што веќе почнавме да правиме и апдејти на веќе направени коини, како што е Tron, Avalanche, Hedera, Binance, Cardano, Chainlink и така натаму. Значи веќе почнавме по втор пат да ги обработуваме со најнови
вести. Сега, како што знаете, сами не ги одговараме по ред сите прашања, значи се обидуваме да ги одговориме во односно како се движи материјата конкретно околу овој коин, така да очекувате дека ќе бидат сите одговорени, но не по редослед. Како и секогаш, првото прашање кое што секогаш го одговараме е апликација и практична примена на коинот, односно зашто истиот се користи. Дали има други проекти кои што му се конкуренција и дали има апликација од реалниот свет кој што може да го замена. Во оваа ситуација првата работа која што морам да спомнам за овој токен, значи не е коин, нема свој блокчейн, затоа малку подоцна, е дека истиот представува финансиски инструмент за фамилијата Трампови. Значи ова е апсолутно финансиско возило за фамилијата Трамп. Зошто го зборам ова? Ако погледнете овде ќе видите дека во категории нема апсолутно никаков use case надвор од, би рекол, приватното користење на самата фамилија како финансиско возило. Тоа ќе го спомнеме и ќе објасниме детално. Значи, погледнете, имаме stablecoin issue, затоа што овој проект има свој stablecoin, тоа е вториот коин кој што исто така, тоест токен треба да го обработиме заедно со овој, дека е поврзан со Трамп, дека е направен во Америка, тоа се единствените категории. Тоа ви кажува дека апсолутно не спаја во ниту една од овие, би рекол, категории кои што ги имаме ние и дефинитивно ни по точка разум не би инвестирале во истиот, но нормално сакаме да споделиме со вас што уствари представува овој проект и нели се што треба да се знае околу него. Во однос на тоа колку е голем, тоа е првата работа која што секогаш спомнуваме, станува збор за среден за мал, се извинувам, проект, односно до 1 милиарда ги сметаме за микро, од 1 до 5 милиарди за мали, 5 до 10 средни, над 10 милиарди долари маркет кап ги сметаме за големи проекти. Сега, како што може да видиме, има и втор токен, а тоа е стейблкоинот кој што се користи во склоп на World Liberty Fi токенот на нивната платформа и ќе кажеме која е целта и што се обидуваат да направат според оно што досега го имаме и според некое наше толкување што се обидуваат да постигнат. Значи, стейблкоинот има моментално на доста високо ниво, 4,5 милиарди долари ликвидност има и како главен ишуер, односно компанија која што стои позади овој стейблкоин за негово минтање е токму World Liberty Fi компанијата која што го поседува и WLFI токенот. Сега, како што може да забележиме, истите прво, WLFI токенот е моментално Trump affiliated, како што гледате и сами, тоа се 4 токени кои што моментално постојат, значи меме коини ние опште не обработуваме, нема поента што да се зборува, но World Liberty Fi е поинаква врста на токен, а тоа е нормално governance токен кој што се користи за одлучување што ќе се прави на оваа платформа и стейблкоинот нормално USD1 кој што се користи како валута за плаќање на истата. Ќе стигнеме до тој дел каде што ќе разговараме детално за апликацијата и Top Made in USA, значи ова се проектите кои што се направени во Америка, каде што World Liberty Fi токенот се наоѓа на 45-то место по market cap, а овдека се наоѓа негде на околу 20-то место со 1,9 милиарди долари market cap. Сега, како што кажеме, стейблкоинот е исто така екстремно битен во оваа ситуација, каде што верувале или не, стейблкоинот на Трамп моментално е четвртиот по големина стейблкоин во светот. Значи, тоа е една застрашувачка моќ, каде што во рацете на претседател на Мурика моментално е четвртиот по големина стейблкоин во светот. Пак ќе кажам, не гледам никаков друг use case освен директно користење на оваа фамилија на овој проект, овие токени за нивна лична корист и тоа денеска ќе го демонстрираме. Сега, како што видовме, World Liberty Fi токенот е нешто што не е нешто посебно ново. Значи, ноември 2024 година истиот е за прв пат понуден на пазарот во овие ICO рунди, Initial Coin Offering, каде што Tron, Justin Sun, купува удел од 30 милиони долари. Во тоа време тоа беше одлична, енормно добра вест. Денеска е еден од најголемите проблеми за овој проект, за тоа ќе разговараме малку подоцна, кога ќе стигнеме до фундаментална анализа. Потоа гледаме дека имало уште една-две funding rounds, во кои што во првата имало 10 милиони собрано, втората нема податок, ова може би е некоја приватна, каде што не се кажува колку точно е собрано, и последната каде што има собрано неверојатни 300 милиони долари во така речено овој funding round за овој практично проект. Пак ќе кажам, за жал нема информации за тоа кои се купувачите. Тоа е многу битно, ви кажува дека очигледно се работи за тајност кој моментално е дел од овој проект, но малку подоцна ќе најдеме кое ние веќе ископавме, би рекол. Сега, нормално овдека влегуваме малку повеќе во токеномијата, каде што одговараме за тоа што практично се треба да знаеме околу конкретно што овој токен представува.
Да не забораваме кога станува збор за апликацијата, првото прашање кое што се обидувавме да го одговориме, значи дали постојат апликации од реалниот свет кои што може да го заменат? Искрено да, затоа што единствена реална активност на овој проект е lending and borrowing. Моментално представува lending and borrowing протокол и би рекол дека во исто време нормално дека и проекти кои што се дел од криптосекторот во уделот на lending and borrowing моментално нормално можат да го заменат и му се конкуренција исто како и нормално од реалниот свет, но на страна од сето тоа јас не гледам друг use case за кој што би можеле да разговараме. Значи пак ти кажам, ја верувам дека единствената цел поради која што постои, како што веќе кажавме, е самото тоа што е поврзан со фамилијата Трамп. Значи во основа конкретно околу токеномијата неговиот механизам е ERC20 токен, што значи дека истиот представува governance токен на апликација која што е во сопственост на нормално фамилијата Трампови, со тоа што нема многу да се зборува околу консензусот, едноставно е токен на Ethereum мрежата и го зема нормално и консензусот и нормално сигурноста на овој блокчейн. Сега, кога станува збор за токенот самиот по себе, како што гледаме, оваа компанија World Liberty и како е поврзана со WLFI токенот и USD1 стейблкоинот е тоа дека истата представува, според објаснувањето, децентрализиран протокол за lending and borrowing. Но каде е овдека проблемот? Гледаме дека како токен WLFI не е воопште поврзан со ниту lending, ниту borrowing, ниту DeFi. Зошто? Затоа што истиот моментално се користи за voting. Единствено се користи како governance токен. Дури ни како governance токен не е забележан на CoinGecko. Што значи повторно единствениот начин на кој што нешто прави е токму тоа. Governance и тоа ќе го покажеме на платформата на Orangutanus Pedophileus. Додека USD1 стейблкоинот е практично во основа issued by оваа компанија, што оваа компанија стои позади така речено минтовите, но кастади и како што можеме да видиме делот со практично механизмот за креирање и минтање на стейблкоини е направено од BitGo. Што значи дека BitGo стои позади овој блокчейн кога станува збор за USD1 стейблкоините. И еве го моментот што го зборувавме, значи World Liberty како апликација и нивниот USD1 стейблкоин и governance токенот WLFI се уствари форк на AAVE, верувале или не. Значи нивната функција е токму форк на AAVE и функционираат како DeFi протокол, односно како продолжена рака на AAVE протоколот, каде што дозволува преку AAVE да се прави lending and borrowing. Они се буквално дел од Ethereum екосистемот и апликацијата AAVE за lending and borrowing, која што е најголемата нормална апликација за lending and borrowing. Со тоа што, како што веќе кажав, можеме да видиме јасно дека највисоките позиции во оваа компанија се токму држани од членовите на фамилијата на Orangutanus Pedophileus. Како што веќе спомнавме, значи овдека јасно можеме да видиме каде се спомнати дека секој, да речем, повозрастен член од фамилијата на Трамп е во некоја улога во оваа компанија. Значи, не навлегуваме таму, не ме интересира, само сакам да ви кажам дека буквално они ја водат оваа компанија. Кога ќе погледаме нивната апликација, тоа е worldliberty5financial.com, тоа е практично, како што може да видите, во основа овде ќе има некои нели на самата страна кои се као партнери сето тоа, но во основа ова е најбитниот дел, а тоа е markets.worldlibertyfinancial.com, што уствари представува, како што веќе кажавме, продолжената рака на AAVE. Овдека може јасно да видите дека станува збор за што може да практично дадете како колатерал за да добиете одредена награда и што можете да позајмите во однос на стейблкоини и во однос на различни блокчейни. Значи, сега за сега е на Ethereum, верувам дека наскоро ќе биде и на другите. Новчаници кои што се поддржани на нивната платформа, може да ги видите овдека. Значи, ова се моментално новчаниците основни и ова се дополнителни затоа што има би рекол и други кои што може да ги најдете на страна од овие основни што ги гледате овде, за да може да учествувате на нивната платформа за lending and borrowing. И како што кажаме, еве овдека се потврдува дека USD1 е уствари стейблкоин, нели пег на доларот, кој што моментално го издава World Liberty, а позади него стои BitGo, како што веќе спомнавме малку порано. Значи, околу токеномијата нема нешто премногу се зборува, но сакам да го објаснам генерално користењето на овој токен, што повторно спаѓа во токеномија. Значи, governance, еве како изгледа, worldlibertyfinancial.com/governance е местото каде што може да ги најдете инструкциите за тоа како се
да речем, нели, води овој проект и како се одлучува по истиот, затоа што успеав ја да најдам две различни места, каде што едното, би рекол, едниот портал е за гласање, а другиот портал е за одлучување. Значи, едниот портал представува класичен форум, тоа е governance.worldlibertyfinancial.com, каде што се дебатира за различни предлози за тоа како да се унапреди или да се нормално наштелува, би рекол, овој проект. Додека за разлика од тоа, еве каде може да гласате, тоа е vote.worldlibertyfinancial.com. Значи, ова е местото каде што ги имате сите овие, би рекол, предлози, на кои што вие може да гласате со вашите World Liberty Fi токени. И повторно, еве ги моментално новчаниците кои што се поддржани, доколку некој од вас поседува и сака да гласа, еве како можете тоа да го направите. Сега, овдека видовме дека има и мост, со оглед на фактот дека самиот протокол, као што веќе спомнавме, нивниот, би рекол, ААВ протокол е матично на Ethereum и функционира само на Ethereum, со токените кои што ги покажеме малку порано. Можеме да видиме дека истиот е застапен, сега зборувам за токените World Liberty Fi и USD1, и на други блокчейни, Layer 2 и апликации, као што можеме да видиме овдека, Layer 1 BNB, Monad Layer 2, Solana Layer 1, Aptos Layer 1, Morpho апликација за нормално lending and borrowing, Mental Layer 2, Plume Layer 2, што значи дека, не знам што е AAV Core, значи дека овие коини веќе се достапни на различни блокчейни, како што можеме да видиме, што е, па ќе кажем, изненадувачки, значи дечките работат со брзина на светлината и еве како функционира. Како што можеме да видиме, by invitation only, значи они се наоѓаат нивни лични купувачи. Мене ако ме прашувате, ова е буквално начин како легално да се перат пари, отворено ви кажувам, со оглед на фактот дека ако треба да направам некоја услуга за вас, да ви дадам некои инсайдер информации, да не знам, донесеме некој закон, да издействуваме нешто конкретно за вас, нема потреба вие да ми давате лично мене пари, вие ќе инвестирате во World Liberty Fi проектот на моите деца, кои што јас наводно не сум лично замешан. Значи буквално така функционира. Мене ако ме прашувате и гледаме дека постојано има ваков тип на настани, 18 февруари 2026 година, настан во нивната куќа буквално Mar-a-Lago, каде што буквално, значи, вие директно разговарате и, нели, се среќавате со овие негови синови, така речено. Така. И сега, зошто го зборам ова? Еве извештај од Bloomberg, кога веќе влегуваме во фундаменталниот дел, каде што ќе разговараме за вести за овој проект. Значи, погледнете го наслов. 12 мај 2026 година, погледнете го наслов. Вика, Quiet Token Sale Boosted Trump Crypto Wealth by 660 million. Односно, еве како изгледа Mar-a-Lago, доаѓате, се среќавате, барате нешто во ред, приватно се договараме, ви инвестирате во нашата компанија, купувате World Liberty Fi токени, на тој начин го зголемувате маркет капот на нашата компанија, а ние нормално за возврат ви даваме што и да ви е потребно, така да бидеме реални. Значи, сите функционираат така, а Трамп овдека веќе е едно ниво пред останатите, со тоа што дечките апсолутно направиле перфектна шема за перење пари, со оглед на фактот дека услугите и, да речем, се што оно што се случува помеѓу нив како барање од страна на овие клиенти, не е поврзано со нивното инвестирање во World Liberty Financial, барем сега, за сега. Во исто време екипата е толку брза во нивната работа што, верувале или не, веќе имаат аплицирано за да станат банка. Значи, како и останатите големи компании кои што ги видовме, како BitGo, Ripple, Coinbase и така натаму, и World Liberty Financial, кој што постои само една година, но кога имаш тате председател, лесно е, така. Значи, аплицирале во OCC, the Office of the Controller of the Currency, за да добијат лиценца за да станат банка. Ова се случува на почетокот на 2026 година. Како ќе заврши, не знаеме, но, пак ќе кажам, екипата работи со брзина на светлината. Интересни вести, пак ќе напоменам, значи дечките се апсолутно на сите страни распространети. Мене ова воопште не ми се допаја, но јас ви кажав, кога ќе дојдат институциите, ова е тоа што треба очекувате. Дечките не чекаат, туку влегуваат на пазарот буквално како рак. Значи, Трамп на 18 мај 2026 година купил удел во Mara Holdings. Проблемот што јас споменав на целата статија, не пишува нигде колку е голем удел и не успеав да најдам. Ако некој од вас знае, ќе ве замолам да го споделите овој податок во коментар, за да може сите да го видиме како официјален коментар. Значи, Mara Holdings е еден од најголемите компании за биткоин майнинг, со најголем хеш рейт и е, пак ќе речем, легендарна компанија, и најнаш Трамп се заинтересира и влегува во истата. Сигурно ова не е случајно. Зошто велам? Затоа што на крајот денот не заборавајте дека Трампови имаат уште еден бизнис поврзан со крипто, за кој што ќе разговараме малку подоцна.
Значи, еве, и ова исто така многу ново, пред 2 месеци, значи World Liberty Fi, односно нивната компанија, го бира BlackRock Securitized фондот, значи знаеме ова е најголемиот моментално фонд за токенизација на real world assets, односно реални ствари, за токенизација на нивниот резорт на Малдивите. Значи знаеме дека Трамп како компанија и како бизнис е уствари градежни, значи они се градежна компанија, сега се апсолутно се, но нели почна како градежна компанија, со тоа што моментално гледаме дека преку BlackRock Securities фондот се обидуваат да почнат со real world asset токенизација. Значи дешките очигледно се обидуваат да влезат сегде. Чекајте додека стигнеме до биткоин майнинг. Со тоа што следно, нешто што е екстремно битно, е поврзаноста на Трамп со Justin Sun. Ако се сеќавате на самиот почеток на овој видео, кажавме дека првата funding round заедно со Трон купил $30 милиони вредни World Liberty Fi токени, кои што сега се вредни многу повеќе, мада реално цената на овој токен е доста долу, како и целиот пазар, повторно благодарение на Трамп, во главна, би рекол, во почетна ситуација, со тоа што сега моментално Justin Sun, кој што вели дека инвестирал многу повеќе, значи дека се спомењаат неверојатни 320 милиони, а на самиот funding round стојат само 30, значи дека овој човек купувал и понатаму токени. Кажува дека моментално Трамп и неговата фамилија му практично го узурпираат правото да ги има овие коини, да ги држи, да ги продава, да прави што сака со нив, затоа што се негови, а во исто време добивме и контратужба од страна на трамповци или трампердовци, како сакате, значи ова се двете копилиња на орангутанус педофилиус, кои што сега го тужат назад Justin Sun за дефамација, односно дека нели ова е клевет, ова е лага. Сега пак ќе напоменам, јас прва работа која што постојано зборам кога станува збор за ваков тип на проекти, ја дефинитивно не би сакал да се најдам во проект кој што е во ваков тип на тужба, посебно кога е во ваков тип на тужба од волку висок калибар, затоа што на крајот од денот не заборавајте дека орангутанус педофилиус ќе биде претседател барем уште 2,5 години, за жал за сите нас, така да очекувајте дека ова и понатаму ќе продолжи да расте и тоа дебел. Како и да е, само ви го напоменувам да го имате во предвид дека очигледно нема да биде на добро. А во слика во позадина може да видиме дека акциите на World Liberty Fi моментално само што ги излистаа на Nasdaq, но нема да нарогуваме тоа е да речеме традиционалните финанси, само сакам да ви кажам дека дечките апсолутно се движат со брзина на светлината, значи они имаат цела фамилија за да го направи тоа. Еднаш конечно јас се надевам дека нешто паметно ќе испадне од Покахонтас на сликава, значи ова е сенаторката Уорен која што е екстремно заинтересирана за лов на нели богаташи, супер, одлично, дај конечно фокусирај го твојов гнев кон тоа што е битно, како на пример гонење на Трамп, а не на криптопроекти. И овдека, значи истата повикува уште пред така речено 3 дена, значи ова е ново, да се направи, значи сериозно да се разгледа што се случува во World Liberty Fi, значи да се утврди од каде се овие пари, кој купува, зошто купува. Во превод тоа што ви го кажував пред само неколку минути, дека очигледно ова е шема на перење на пари, каде што татко ви прави услуги, а вие добивате пари во друга фирма која што не е поврзана со татко и туку е направена на синовите на нели човеков кој што е на функција. И моментално очигледно не сум само јас тој што ова го гледа, еве го гледаат и сенаторите во Мурика, но колку ова ќе успее останува да видиме, затоа што гледаме дека на крајот од денот имаме ситуација во која што сите што се обидуваат да направат нешто против орангутанус педофилиус завршуваат на многу лош начин во овој втор негов мандат, така да ова не знам колку ќе протурка, но е битно да го знаете дека моментално не сме само ние тие што очигледно гледаат дека има перење на пари. Во исто време да се подсетиме дека орангутанус педофилиус има уште една компанија во нивната фамилија, а тоа е American Bitcoin Corporation, ABTC, која што е American Mining Bitcoin Corporation, односно они имаат капацитети за майнинг на биткоин. Ова е нешто што ќе разговараме во друга ситуација, нема потреба да разговараме денес, но само сакам да напоменам дека според она што успеавме да го утврдиме е дека овие две компании се засебни. Што значи дека сега за сега покрај фактот дека и во едната и во другата имаме на високи позиции синови на орангутанус педофилиус, тоа не го менува фактот дека се засебни бизниси кои што изгледа дека засебно ги водат. Тоа е во однос на фундаменталниот дел, наскоро ќе видиме како се тоа ќе заврши нормално. Сега ќе се навратиме на кратко на техничка анализа.
каде што ќе погледнеме што се случува со овој токен. Значи знаете дека околу техничка анализа нема нешто премногу што се зборува, со оглед на фактот дека овој како и многуте коини и токени кои што за прв пат се појавија во 2022 до 2025 година се во постојан bear market, со оглед на фактот дека целиот алткоин сектор е во постојан bear market и како што може да видиме и овдека септември 2025 година истиот постојано е во пад, што е очекувано и пак ќе кажам делумно благодарение на истиот овој цреп кој што го направил овој токен, заедно со неговите меме коини, сите се во пад. Па ќе кажам, се додека не почне нов биткоин булран, немаме би рекол простор да разговараме за конкретно техничка анализа на алткоини, затоа што пак ќе напоменам додека трае bear market, очекувате дека истите ќе продолжат понатаму нормално во bear market. Во однос на токеномија, прво, да, овде ќе имам уште едно прашање кое што треба да одговориме, кое што најчесто го забораваме, да видиме на кои менувачници истите коини се достапни. USD1 очекувате на многу повеќе, за разлика од тоа World Liberty Fi, гледаме дека исто така најголемите го имаат, значи Binance, OKX, Coinbase, BitGet, значи Mexi, тоа се најголемите како што можеме да видиме, апсолутно најголемите, Kraken е го исто и овде, најголемите го имаат очигледно достапен, тоа е во однос на World Liberty Fi, а кога станува збор за USD1, еве чисто да го погледнеме и тој, за секој случај да бидеме нели во ред. Fair, исто Binance, Coinbase, значи кога ќе го видиш на Binance и Coinbase, очекувај дека најголемиот дел од менувачниците веќе го излистале, еве Gate, BitGet, верувам дека натаму ќе ги најдеме и Kraken, и Crypto.com и така натаму, значи гледаме дека најголемите веќе го имаат. Како и да е, можеме да продолжиме околу токеномијата, значи можеме да видиме дека моментално има 31,7 милиони токени пуштени во милиарди. 31,7 милиарди токени пуштени во циркулација, а има вкупно 100. Со тоа што наводно ќе има само 100 милиарди вкупно коини и гледаме дека има vesting schedule. За жал, на CoinMarketCap ние околу vesting schedule не најдовме ништо, најдовме само колку голема количина на држачи има така речено овој токен. Значи за жал не можевме дека да најдеме, но најдовме на Tokenomics, чисто да поминеме да го видите и овој дел. Значи еве што најдовме холдери, значи сега ќе видиме точно колку се. И yield што многу нас не именува моментално, значи еве како изгледа, моментално имаме 145.000 активни адреси, односно активни инвеститори во овој проект. Ќе видиме понатаму, имаме уште една информација за овој податок од токен терминал. Кога станува збор за нивниот vesting schedule, можеме да видиме дека vesting schedule практично не ни почна. Во мај 2028 година имаме практично на секој месец практично одклучување, каде што до мај количината ќе остане на негде околу 37 колку што видовме дека е, а потоа од мај 2028 до мај 2031 ќе имаме одклучување на останатите коини на месечно ниво. Така да за сега немате потреба воопшто да се грижите ако евентуално нели имате вакви коини, барем не во следна година, каде што гледаме дека истите ќе останат заклучени, уште една година нема да има нови токени на пазарот, значи дека во следна година очигледно според овој vesting schedule се очекува да нема никаква инфлација барем во тој дел. Тимот поседува 30% од она што веќе е пуштено од циркулација, потоа public sale 27% веќе се продадени во оние ICO рунди кои што ги видовме, Treasury 13%, 10% за раст на самиот блокчейн и ова е Alt 5 Sigma корпорацијата која што видовме на оваа слика овде, како што може да видите овдека, значи тоа е во, пак ќе кажам, некоја компанија која што оние поседуваат, значи си ги подаваат од еден на друг, да им биде интересно, токените да останат у фамилија, што би рекле наши. Така да тоа е оприлика и некои помали количини, како што можеме да видиме, стратешки партнери, изгорени 4,5 ова не сме го знаеле, па го гледаме. Така да поентата е дека оприлика доста голем дел се во рацете на ова би рекол багра. Значи тим и советници 30%, но ова треба да ги додадеме. Ајде, Treasury нема да го додадеме, тоа можеби е заклучено, пак се користи според нели гласовите, затоа што сепак има DAO. Значи 30%. Овдека треба да додадеме 7,8% нова корпорација која што повторно е нивна, тоа се 38%. Така. Па треба да додадеме стратешки партнери уште 5, тоа се 42,3. Значи дека скоро половина од овие коини се во рацете на Трамп, неговите синови или најдобрите другари на Трамп и неговите синови, така. Значи фамилиарна фирма, да не се секирате, тука да остане у фамилија.
што би рекле шиптарите, така. Сега, за сега, кога станува збор за вести во однос на тоа дали има спот ETF или futures ETF, и сега за сега нема. Гледаме дека нема ниту еден кандидат моментално за да направи спот ETF на овој токен. Со тоа што не заборавајте дека очигледно имаат интерес, како што видовме, истите се ќе прават банка, така да не им треба да имаат спот ETF. И еве го моментот, Alt5 Sigma, тоа е компанијата која што видовме во собственост на синовите на Трамп, моментално поседува огромна количина на коини, поседува 7 милиарди 283 милиони World Liberty Fi коини, кои што моментално вредат 1 милиарда и 311 милиони долари. Така да ова е чисто да знаете отприлика како изгледа, или вкупната количина е 7,28% од вкупната количина на токени, тоа што го видовме во Vesting Schedule. Сега, кога станува збор за USD1, како што кажеме, нема нешто посебно што да се гледа, дека најбитно е дека има голем маркет кап, што значи дека има доста ликвидност и дека нормално имаат капитал во стейблкоини со кои што може нормално да работат на нивната платформа како форк на AAVE. Она што е вистината за овој токен, кој што е многу битно да го спомнеме, е дека овој би рекол момент на, како да кажам, значи лихварење или баждарење, или како сакате да наречете го, не е само локализиран во Америка, односно, погледнете на 27 јуни 2025 година, Обединетите арапски емирати купиле 100 милиони долари вредни World Liberty Fi токени. И сега, коинцидентно, истите испаднаа од ОПЕК, коинцидентно се на страната на Израел и мурика против Иран, коинцидентно, моментално се закануваат дека ќе бидат дел од војната против Иран, доколку нели се тоа проложи. Значи, се тоа е коинциденција. Нема никаква врска со тоа што моментално гледаме дека Обединетите арапски емирати купува удели во некои имагинарни фирми на Трамп. Истата ситуација, малку порано, значи тоа беше помалата количина купена. 1 февруари 2026, се извинувам. Ова беше помала количина купена малку порано на 27 јуни 2025 година. Непосредно пред почетокот на војната против Иран, погледнете ова, значи 1 февруари 2026 година, само 27 дена пред почетокот на војната, Обединетите арапски емирати купува 500 милиони долари токени во World Liberty Fi. Значи сигурно ништо, па ти кажам, сигурно ништо. Бог знае што им имаат барано за ова, значи не сум сигурен, не можеме да тврдиме нормално, но компании не одлучуваат да купат туку така огромна количина на коини. Сега, според оваа вест, наводно, со ова практично Обединетите арапски емирати купиле огромен дел од така речено оваа компанија, мада според оние вести кои што јас ги имам, они купуваат токени. Они не купуваат удел во компанијата, туку они купуваат токени. Сега не сум сигурен што е точно, еви овдека стои дека се 49% од компанијата, и затоа не сум сигурен, но ова сигурно не е случајно. Значи, очигледно Трамп низ целиот свет, кога има нешто потребно да се замрси, да се направи, значи ве тела да си купи дека не удел во крипто компанијата, и нормално претпоставам дека нешто се очекува Трамп да направи за возврат, така да останува да видиме, ќе ни покаже времето, но очигледно дечките работат, само тоа ќе ви кажам. Нормално кога станува збор за real asset токенизација, немаме ништо поврзано со World Liberty Fi, затоа што на крајот од денот World Liberty Fi е само токен. Еве, чисто ќе погледнеме уште еднаш, данес случајно што сум промашил. Значи WLFI, евентуално оној токен кој што го спомнавме, но гледате, нема ништо. World Liberty, да видиме и вака да нема нешто според оваа компанија. Значи јас не успеав да најдам, па ќе речем нешто да не евентуално, не сме промашиле. Единствената работа која што нормално постои е USD1, тоа е на BitGo, како што кажавме, изминтано од World Liberty Fi, каде што, како што веќе спомнавме, е практично четвртиот по големина, и гледаме дека истиот не е на една мрежа, погледнете, туку истиот се наоѓа на Ethereum, Binance и на Solana, оприлика во, како ќе дојде дека 40-20% размер, така нешто оприлика, значи дека дечките очигледно веќе се распространуваат и на другите мрежи. Значи, пак ќе речем, дечките не спијат, само тоа ќе ви кажам, а нормално и понатаму PC кајна си спие, рчи, после ќе биде цацко крив. Сега, како што ви кажаме, значи, двете основни валути, буквално на World Liberty Fi, се токму овие две валути,
и веќе објаснивме како функционира, да не должиме премногу. Идејата е, пак ќе напоменам, има своја lending and borrowing платформа која што очигледно ќе ја користа понатаму за изнуда, перење пари, како сакате, значи ќе си има тука верувам доста опции. Како беше звониш на телефоните и кажат за перење пари притиснете број 1. За шверц, дрога и алкохол број 2 и така натаму. Изгледа така ќе функционира. Сега овдека сакав да видам колку моментално има на нивниот, би рекол, нели, нивна платформа, да видиме како изгледа со капитал. Значи на DeFi Llama нема апсолутно никакви апликации, нема ништо. Единствената, значи како што можеме да видиме информација е дека вкупно има маркет кап од 1,9 милиарди. Значи не можеме да најдеме ништо конкретно околу, да речеме, она што се случува на нивниот блокчейн, значи колку имаме, на нивниот токен, се извинувам. Еден податок кој што успеавме да го најдеме е овдека на нивната платформа директно, само секунда да го покажам тој дел, покажува дека има, сега ќе ви кажам точно колку, ставено, би рекол, капитал од страна на различни луѓе преку нивните новчаници за lending and borrowing. Овдека беше, ако не се лажам, да. Значи, total market size е 666 милиони долари, наводно имаат инвестирано во нивниот форк на ААВ, каде што веќе 403 се достапни, односно 263 милиони се веќе позајмени. Значи дека очигледно платформа функционира. Сега, дека можеме да потврдиме дека ова е така, не можеме, затоа што се уште немаме официјални документи. Значи, погледнете. На DeFi Llama нема никакви информации за тоа дека навистина постои некаков, не знам, прилив, одлив, позајмување и така натаму. Ќе погледнеме понатаму, нели, и околу некои други работи кои што ги има спомнато. Total value locked е овде ќе имаме нешто, 3,6 милиарди. Ова е првиот податок кој што го имаме дека на овој блокчейн или на овој, да речем, токен, пак ќе речем екосистем, има 3,6 милиарди долари заклучени како вредност. Значи тоа е првиот податок каде што го имаме како, би рекол, нели. И овдека дури е ставен негде околу 5-то место според, ама пак, значи гледате што е. 3,6 уствари е, како што можем да видам, stablecoin, препоставува. Пошто дека вика total value locked for stablecoin issuers. Значи верувам дека ова е колатерал за stablecoin. Пак не можеме да знаеме точно дали ова е поврзано со нивниот DeFi сектор кој што го поседуваат. Сега овдека нешто најдов, значи proof of reserves, еве ги, да речем, 4,5 милиарди долари маркет капот на USD1. Пак се обидов да најдам да не евентуално овдека можеме да најдеме нешто поврзано со платформата. Значи еве ги како изгледаат во однос на нивната проценка, не заборавајте ова е на нивната страна, но кога ја отворив оваа адреса, видовме дека за жал нема ништо на адреса. Сега пак нешто можеби погрешно имаат направено, не сум сигурен, но за жал ние на оваа адреса не најдовме ништо. Значи истата адреса која што моментално еве ќе ја копирам уште чисто да видите и сами. Значи ова е наводно адресата на договорот, на контрактот на оваа, би рекол, нели, валута, со тоа што кога ќе пастираме во Explorer, значи би требало да ни даде, нели, количина. Значи еве дури ќе отидеме во оваа ситуација во трансфери, значи нема ништо, не можам да разберам зошто, можеби нешто погрешно ставиле, јас овдека не можам да најдам ништо конкретно на оваа адреса, така да како и да е. Значи гледаме дека CoinGecko го потврдува ова како stablecoin дека има толку market cap, така да веруваме и ние. Како што кажеме, DeFi Llama нема никакви информации, најдовме уште некои битни информации на Token Terminal, кој конкретно за овој блокчейн. Значи не гледам зашто не би верувале дека има, би рекол, ликвидност, она што го тврдат, затоа што гледаме дека очигледно тераат луѓе да купат, би рекол пак. Значи токен холдери моментално имаме негде околу 98,5 илјади активни, значи корисници кои што поседуваат World Liberty Fi токени. Понатаму да видиме уште 3, би рекол, индикатори кои што ги најавме на Token Terminal. Првиот е активни адреси на месечно ниво. Нормално кога станува збор за толку холдери, се очекуваш дека нели ќе има и активност на самиот блокчейн. Значи моментално има негде околу 50 до, пак би рекол, 100,000 активни корисници на овој блокчейн, на овој токен на месечно ниво, ова е на месечно ниво, што пак е, би рекол, сериозна активност, не е лоша воопште. Станува збор за lending borrowing платформа, 50 до 100,000 активни корисници не е лошо, само што нема информации за никаков revenue или fees, нормално со оглед на фактот дека не се layer 1. Transaction count, значи ова се бројот на трансакции од 50, пак ќе кажам, до 100. Значи опрлика се движи во просек од 50 до 100,000 трансакции. Значи дека овие луѓе кои што имаме 50 до 100,000 прават по една трансакција практично.
тоа што моментално гледам. И овде ќе имаме уште еден потаток кој што мене многу ме плаши, а тоа е дека имаме рандом минтови. Значи, јас на Vesting Schedule видовме дека не треба да има никаков минт до мај 2028 година, а овдека на Token Terminal, погледнете го ова, значи имаме моменти каде што има рандом, едноставно во одреден ден имаме минт. И тоа на солидни количини на коини, на токени се извинувам, само секунда, сега ќе се излоадира и ќе го погледнеме, каде што јасно можеме да видиме дека тоа е проблематично, затоа што на крајот од денот ако оваа компанија, проекти така натаму можела да го прави, тогаш очигледно не би било добро за никој кој што ги поседува овие коини, ако некој може рандом да ви направи минт во било кое време. Значи 8,2 милиарди долари до сега има направено минт. Значи, како што може да забележите овдека, погледнете го. Во изден имаме 1,8 милиарди минт, 288 милиони минт, 483 милиони долари минт. Сега, овдека не е специфицирано дали ова минт на USD1 или пак е минт на, би рекол во оваа ситуација, World Liberty Fi, но за жал не можеме да знаеме со сигурност дали ова представува потенцијален ризик дека некој ќе ви минта World Liberty Fi токени кога знаеме дека ова е приватна компанија. Нормално дека нема да има ништо околу девелопери и околу практично во оваа ситуација скрипти, се очекува. Еве и девелопери, затоа што некојаш апликацијата нормално имаме девелопери кои што работат, но WLFI нема никакви и World, тоа е само WorldCoin кој што не е нормално на Трамп. Така да немаме никакви податоци околу ова. Уште еден битен податок е како изгледа портфолиото на World Liberty Fi како компанија. Може да видиме дека поседува 2,5 милиарди долари на World Liberty Fi коини, што е огромна количина во однос на моменталниот маркет кап, дури избунувачки, кој што е 1,9 милиарди, според во оваа ситуација, нели, Arkham Intelligence, поседува 2,9, тоест 2,5, се извинувам, милиарди долари World Liberty Fi токени. Сега, ова верувам дека е поврзано со потенцијално заклучени коини во escrow, затоа што видовме дека не почнува, би рекол, Vesting Schedule до мај 2028 година, потенцијално тоа може да е причината. И нормално USD1 3,3 милиони долари, што е ништо, нормално не заборавајте дека овие коини се потребни да бидат пуштени во оптек, нормално. И некои помали суми на други, би рекол, проекти. Кога станува збор за маркет кап, поминавме и овде, единствена работа која што најдовме, као што веќе кажав, е количината на холдери. За жал нема листа за децентрализација. Да, имаше, да се извинам. Има конкретно во оваа ситуација да видиме колку моментално имаме количина на токени во топ 10 волети. Во топ 10 волети се наоѓаат 78% од вкупната количина на токени во циркулација. Ова е екстремно голема централизација. Да беше ова до 100-то место, ајде тоа е пак ќе речем слично на, би рекол, другите до сега проекти кои сме ги виделе, но во оваа ситуација би рекол дека е екстремно негативно со оглед на фактот дека 80% во топ 10 новчаници е страшна работа. Сега пак од друга страна овдека гледаме сосема спротивна слика, погледнете го ова, значи на rich list на CoinCarp имаме ситуација во која што нема никакви информации, погледнете. И тоа овдека имаме некои одредени количини, но процентите не ни ги дава. Значи не можам да разберам зошто CoinCarp во последно време има некаков проблем. Ако некој од вас потенцијално има друга би рекол платформа, страна каде што ги гледа овие податоци, конкретно кога станува збор за децентрализација, би ве замолил да споделите со нас во коментар на видеото, ние дефинитивно ќе ја видиме и ќе ја споделиме со целата заедница. Така да тоа е се за овој конкретно коин, ги одговоривме сите прашања, значи апликацијата издвоивме доста голем дел. Зрелост на пазарот и активен roadmap нема што да се зборува, значи дечки не знаат што прават, буквално станува збор за компанија која што има некои делови во крипто, во кој дел од Bear Bull, како што спомнавме, тоа е поврзано со самиот биткоин, партнерства, се тоа го поминавме заедно со поврзано со кривични судски случаи, обрнете екстремно внимание на тој дел од денешното видео. Кога станува збор за токеномија, исто така дебело објаснивме и покрај фактор што станува збор за токен и децентрализација, проверивме како изгледа моментално најдецентрализираните новчаници. Дечки, ви благодарам и уште еднаш што постојано сте дел од нашата програма и ја следите истата, за вас работиме, така да ви благодарам од срце. Како и секогаш се надевам дека ви се допаѓа ова што го работиме и да го сакате поддржете не линк до Patreon платформата, односно форумот може да најдете во
дескрипцијата на секој од нашите видеа, станете дел од Patreon и поддржите нашата работа на долг рок. Добар ден, се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта. Од Велес до светот, Криптогемиџија, знаеш. Год се до него, заедно креваат бука. Во живо се, брате, кај што знае забава да пука. На монитор, бројки, график, нерви. Од биткоин до трендови ги читаат први. Македонец за македонец, тоа е слоганот. Не продаваат магла, туку знаење за џабе. Кај што други се губат во шуми, во хаос. Тие ловат вести, па прават баланси. Јасно, седна вест, две вести, трета веќе се менува. А тој што ги следи лесно логика си вденува. Криптогемиџија, со око за ризик, и год се со него ни прошируваат видик. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, гемиџијата не води по патот. Криптогемиџија, со год се дозори. Криптогемиџија, уча цела бригада да се бори. Макроекономија, брате, не е шега. Мурика со зелена тоалетна, хартиен 2 сирока. Принтерот пуштен на јако, од Фед до селото Брисел, вести за злато. Од Блискиот исток до БРИКС и Мала Британија, геополитика ко мрежа од жици. Еден потек таму, а ефект тука у очи. И секоја вест од светот ја носат со тежина. Не е само кликбејт, туку слика и длабочина. Не паѓат на фейк њуз, туку се следат сите страни. Ако имате против гемиџијата, на темата ве кани. Кога пазарот трепери, тие гледаат мирно. Кога сите се плашат, тие стојат силно. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со год се до последен стици факт. Гемиџијата не води по вистинскиот пат. До утрински часови не знаат за доста. Се рокаат теми за крипто и мокта. Од шема до шема, од график до график, се на македонски јазик. Македонец за македонец, тоа е парола. Македонец за македонец, со год се до последен стици факт. Гемиџијата не води по вистинскиот пат. Крипто светот врти, ама ние сме будни. Гемитрија тера, а фактите се судни. Хеј! Македонец за македонец.